Од денеска па си до 10 септември започнува еден фестивал за кој што сите ние, како граѓани на овој град, треба да бидеме дел од него. По втор пат се одржува фестивалот на инклузија и тоа токму во паркот Македонија и во Домот на култура Билјана Беличанец во општината Киселавода. За сите детали поврзани со овој фестивал кој што започнува денеска, ова утро разговараме со Гере Трипков, кој што е на дел од организацијата. Гере, најпрво ќе ти посакам добро и во утро. Добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија, ти благодарам за приликата. Гере, втора година поред, по втор пат се одржува овој фестивал. Како дојдовте до идејата, како дојдовте до целиот тим, нели да се сплоти и да се направи еден ваков фестивал, кој што и тоа како е од големо значење за поддршка на инклузивноста? Да, значи пред отприлика 3 години додека бевме во короната, свативме дека ние како здружение треба многу повеќе да дадеме во општеството и дека треба да ги вклучиме општините и локалните и централните власти повеќе во правењето на промени, каде што ќе имаме некој вид на платформа, односно добра соработка на сите нивоа со цел да ги подобриме условите на живот, квалитетот на живењето на лицата со попреченост. Од тука поттикнавме еден проект кој што се вика Фестивал на инклузија и него го организираме по втор пат. Минатата година беше тоа во општина Аеродром како наша матична општина. Оваа година се селиме во општина Киселавода, се надевам дека наредната година можеби ќе отидеме и на некоја друга локација. Идејата пред се беше за да се покаже дека и лицата со попреченост се дел од ова општество и дека и тие лица знаат и умеат да придонесат кон подобро живење и подобро општество. Тоа успеавме да го направиме со првиот фестивал, затоа покажува програмата, затоа покажуваат сите активности кои ги направивме, гостите кои ни гостуваа. Можете слободно да си пребарате во пребарувачот, ќе видите дека имаше една посебна магија. Оваа година ќе одиме со 3-дневен фестивал кој што ќе биде магичен на сите полиња. Да, прекрасна иницијатива за која стоиме јас, моето здружение Equality и нашата партнерска организација Визија Плюс од Киселавода. Гери, имате ли доволно поддршка во однос на оние логистички работи кои што се потребни за фестивалот, но и поддршка за негово одржување и да прерасне во традиција? Спомена и ти дека се надеваш дека наредната година и веќе имате можност да го одржите овој фестивал. Мора да признам дека општините со кои досега соработувавме, а тоа се општина Аеродром и градоначалниците како од општина Аеродром и оваа година од општина Киселавода, не поддржуваат максимално и до некаде тоа е за мене изненадување, бидејќи обично или во минатото некако ние стравувавме од тој контакт. Секогаш одевме со проективе кон некои повисоки институции, свативме дека фактички можеме да го направиме ова локално и тоа локално да се шири кон друго локално и потоа да станува регионално, од регионално да станува национално. Тоа е нашата идеја за 5 години од сега, да имаме веќе широко национален проект кој што ќе се одвива во повеќе општини одеднаш или можеби во низа. Благодарение на градоначалниците, како што кажав, Тимчо и Орце, имаме прекрасна поддршка. Се надевам дека тоа ќе се шири како некој вирус со позитивна енергија и емоција. Благодарни сме за тоа и се надеваме дека ќе ги исполниме нивните очекувања. Јас сум сигурен во тоа, заради тоа што ние не се задоволуваме со едноставни проекти и едноставни работи. Така, фестивалот започнува од денеска, се одржува на 2 локации, во паркот Македонија и во Домот на култура Билјана Беличанец. Што предвидува 3-дневната програма на фестивалот на инклузија? Фестивалот го поделивме во 3 дена. Најпрво отвараме во 8 часот со официјално отварање и потоа со концерт на Пајак. Наредниот ден почнуваме од утрината, каде што имаме работилници за најмладите, цртаме на тема што е среќа, потоа имаме учење на балет, исто така интегративна и инклузивна работилница и третата работилница кој што е цртање на сакси и садење на растенија, со кој што сакаме децата да ги научиме на емоција кон природата.
И потоа во вечерните часови кинопроекции вториот ден. И потоа третиот ден исто така втор дел на работилниците од Сабајле. Вечерта имаме дебата на тема како општините да ги направиме или да учествуваме во процесот на градење на поинклузивни општини, каде што ќе имаме и представници од општините кои што орбитираат околу Кисела вода, општината Кисела вода секако, аеродром, центар Газибаба. И потоа одиме со еден концерт ретро, прво танцовата представа инклузивна со деца со попреченост на танцовото студио Еурека, и потоа во вечерните часови ќе затвориме со прекрасна забава со ретро македонска музика Ламбе Алабаковски и пријателите, и до доцните часови. Во недела сме таму, полека ќе го привршуваме фестивалот, меѓутоа сите кои што ќе сакаат ќе може да ги погледнат и понатаму изложбите кои што ќе бидат таму оставени целиот ден. Да, навистина еден супер фестивал за кој што верувам дека сите граѓани кои што ќе бидат во Скопје треба да го посетат во текот на наредните денови, нели почнувајќи од денеска, но Гире, кога станува збор за инклузивноста, каде сме ние еве како град во однос на инклузијата? Прекрасно прашање. Мислам дека ако ме прашуваш лично, ние сме многу далеку како организации кои работиме во проектот. Ако ме прашуваш општо, ако ме прашуваш да речеме на локално ниво, мислам дека треба да работиме многу понапорно за тоа да биде и да изгледа така како што е, почнувајќи од креирање на политики кои што ќе бидат многу значи политики кои што ќе бидат апликативни, бидејќи понекогаш носиме стратегии и планови кои што воопшто не се апликабилни во нашето општество, и потоа се чудиме зашто тоа е така. Пред се мора да обезбедиме прво и основно како моја порака до властите на локално ниво, мора да обезбедиме физички пристап за лицата кои што имаат хендикеп, за децата пред се кои што имаат хендикеп, за да не создаваме психолошки притисок уште додека се мали, туку да им овозможиме да се осеќаат дел од целина, а не дел од како да кажам, од некоја бајка во која сите живееме и си мислиме дека постои. Секако едукативните процеси треба да бидат прилагодени, исто така и на овие потреби. Треба секој од училиштата и од општините да создаде политики каде што автоматски ние овие деца ќе ги вклучуваме од најрана возраст, и тоа веќе во некои општини се прави, меѓу другото во општина Кисела вода. Знам дека имаме и лица кои што веќе работат во општините, што е за секоја пофалба. Меѓутоа, секако дека и централните власти треба да поведат многу поголема грижа за оваа тема. Ние остануваме на оваа траса, на овај пат, нема да запреме тука, ќе одиме од година во година, ќе промовираме и други проекти кои што наскоро ги најавуваме. Благодариме на медиумите што се секогаш со нас, вклучително Алфа и вие како новинари. Ви благодарам, Гире, и на вас за ова одвоено време. Ви посакувам уште еден успешен фестивал кој што почнува денеска, и секако ќе ги поканиме еве ова утро на сите гледачи кои што се со Добро утро секој утро и со Алфа телевизија да бидат дел од овој фестивал на инклузија кој што започнува од денеска во Домот на култура Билјана Беличанец во општина Кисела вода и во паркот Македонија.